Македонија не смее да си дозволи обликување на суштински закони во зависност на политичките желби на власта или теснопартиските интереси на било кој друг субјект во државата. Не сме повеќе да се дозволи да се обликува закон со кој некој ќе се штити и се ќе се прави за да се наштети на некој друг. А потоа граѓаните да бидат единствени кои ќе го платат цехот за целото непочитување на законите. Да бидеме најасно. ВМРО ДПМН не е против закон за јавно обвинителство, туку е против партиски закон за јавно обвинителство со кој ќе се заштити криминалот. Секое законско решение мора да биде производ на консензус, но и во дослух со експертската јавност. Да се однесуваме зрело и одговорно, европски. Еднаш партиите да дадат шанса на експертите. Во име на тоа ВМРО ДПМН предлага формирање на тим од врвни експерти кои што ќе работат на изготвување на овој закон, меѓу кои ќе бидат вклучени професорите по уставно и казнено право, а тоа се професор доктор Владо Камбовски, професор доктор Гордана Силјановска, професор доктор Никола Тупанчевски, професор доктор Гордан Калајджиев, професор доктор Тања Каракамишева, професор доктор Гордана Лажетич. Државата не смее да назадува поради отпорот на еден човек и неговиот страв од одговорност. Ако некој има илузии, одложувањето на изборите нема да го спаси од одговорност заев, туку само ќе ја продлабочи кризата во која што се наоѓаме. Важно е да имаме законско решение кој што ќе биде квалитетно. Дали ќе стигнат во рокот 7 дена, 17, 70 или 170 е апсолутно ирелевантно. Еве, однапред кажуваме, ние ќе го поддржиме тоа без да воопшто спориме ниту еден член во тој закон. Тоа што ќе го сработат експертите по таа област, ВМРО ДПМН ќе го поддржи без разлика на тоа дали бил за 7 дена, 17, 70 или 170. За тоа требаше да мисли предлагачот. Ние од секогаш што го зборувавме. Дајте луѓе да ја вклучиме експертската јавност, наместо да го политизираме и партизираме се тоа. Апсолутно нема потреба за нова лидерска средба доколку разговараме на тема за одложување на изборите. Изборите се на 12 април, парламентот се распушта кога тоа беше дефинирано 11 или 12 февруари и тоа е за нас завршена тема. И тука нема никаква дилема. Доста ја државме државата во заложништво на политичари кои што практично не можат ништо ново да понудат освен тоа што го нудеа овие 3 години. Криминал, корупција, омаловажувања, понижувања, декаденција, срам, тоа е тоа. Но владеачкото мнозинство ако не дозволи распуштање на парламентот, што во ќе втурна државата во сериозна политичка криза. Што ќе прави ВМРО? Ќе втурна државата во сериозна политичка криза.